Пријатели, добар ден! Добре дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов. Денеска ќе зборувам на тема која што ми се поттикна минатава недела, поврзана со мобилните телефони и загриженоста која што кружеше одреден период и беше експонирана како тема. Во последниот период не сум ја сретнал многу често, но во секој случај знам дека многу луѓе се уште не се сигурни за тоа дали електронските уреди, односно телефоните со кои што најмногу се дружиме низ изминативе 5 години, може да предизвикаат одредени хронични заболувања, односно дали стравот кој што постои може да предизвика мобилниот уред рак. Прво и најосновно нешто кое што го расчистува овој мит и го разрешува е тоа што телефонските уреди имаат антена која што емитува радиофреквенција до базните станици и тие базни станици понатаму ги распоредуваат и управуваат со тие сигнали кои што нормално ги испраќа нашата антена и информациите кои што се содржани во тие фреквенции. Сега, радиофреквенцијата е форма на електромагнетна енергија која што потпаѓа помеѓу она енергија која што ја имаат ти микробрановите печки, светлината, топлината и така натаму. И таа енергија е неионизирачка. Тоа во превод значи дека неионизирачката енергија не спаѓа во онаа енергија и зрачење кое што може да се придонесе со рентген зраците, со гама зраците и така натаму, нешто што веќе е канцерогено и знаеме дека ако одиме на рентген не треба да бидеме изложени многу често и многу долго затоа што може да направи оштетување на ДНК-то. За разлика од тие зрачење и тие емитувања фреквенции и радиобранови, не сум доволно запознат со цела терминологија и што точно сите значат, иако имам некое генерално познавање. Во секој случај тоа не се радиофреквенциите не се нешто што ќе ви направи оштетување на ДНК-то и што подоцна може да премине во мутации и може би предизвикување на канцерогени заболувања. Единствено што може да почувствувате е да доколку подолго време држите телефон на вашата глава и уво, да едноставно да подигне поголема температура тоа место, од причина што не толку може би од радиофреквенциите, туку најмногу тоа што многу долго го држите телефонот до вашето уво и на вашето лице. Така да, значи, она што може би некој од вас се уште се плаши дека не спи со телефон, не го чувај до перницата или блиску до тебе затоа што зрачи и така натаму, значи сите тие митови пропаѓаат во вода. Нема ништо од што да се плашите, чувајте си го телефонот до главата, нека ви биде константно на дофатка кој што досега правиме, затоа што тоа е уредот со кој што јас сум сигурен дека у првите 5 секунди од будењето нешто што прво фаќате во рака и вие надофате мобилниот телефон едноставно ни стана дел од животот, али како и да е, она што денеска го разрешивме дека воопшто не треба да се секирате во врска со таа проблематика и дека мобилниот телефон ќе ви направи некое сериозно заболување. Така да за оваа тема денеска сосема кратко сакав да разрешам еден мит кој што ми се вртеше во глава изминатава недела и нормално за крај да ви посакам здрави животни навики, да ви заблагодарам за вниманието и да се видиме во следна епизода. Убав ден!